спасителна вежба Мрежишко 2021 во организација на Спелеолошката федерација на Македонија. Како што веќе најавив, во знак на восхит, во знак на почит, во знак на длабок наклон кон овие храбри млади луѓе кои што ги ризикуваат своите животи за да спасат друг живот, во знак на доверба на нивните вештини, на нивната опрема, ќе проминам преку овој длабок кањон кој што не е длабок повеќе од 30 на метри по ова јаже. Ајде, Дарко. Само уште нешто да додадам. Како што веќе најавив, потребни се длабоки системски реформи за овие луѓе да бидат составени во системот на државата, поточно во системот за управување со кризен менеджмент, за нивните вештини да бидат на располагање за сите граѓани на кои што не ди Боже, но ќе им биде потребно спасување или извлекување од непристапни терени. Грешките треба да се критикуваат, но од грешките треба да се учи. Наша задача како Центар за управување со кризи е длабоки реформи на целиот систем за управување со кризи, за да бидат отстранети сите оние недостатоци кои што ќе ги детектираме или се детектирани досега. Благодарам. Може да. Ајде, Дарко. По-полека ти пуштай, моля. Вижу, само рако да направи да му прави. Да, пуштай. По-полека. Не, пуштай, това не се. Кажем да буде некаде. Буле влечи! Само рак. Подписи на меня слободно. Доволно е. Само да ве поздравам. Дарко, благодарам за прекрасната вежба. Браво, браво. Благодарам за безбедноста која што ми ја нудите. Дури и овде, додека висам на 30 на метри висина, се чувствувам безбедно благодарение на вашата вештина, вашето знаење, вашата опрема. Може да продолжим. Одлично. Ова е највисоката точка. Много се опушти генералов, безразен. Не ли зато има стъпци да поплавате? Баби, Браво, бе, дечки, браво. Да ќе ме застанете после друго. Добро. Влечи, уште малце после дрвото дури ќе застане. Ајде 100 кила, не се шега. Дарко, благодарам уште еднаш. Благодарност до Спелеолошката федерација на Македонија за оваа прекрасна вежба. Мислам дека кога јас успеам, треба секој да има доверба во вас. И ние знаеме дека во некој, не дај Боже случај, слободно можеме да рачунаме на вас и вашите вештини. Ви благодарам уште еднаш. Владим Илија. Тој ќе треба на нас да Како?